Шлемови и воена опрема наменети за армијата и полицијата ќе произведува новата фабрика за композитни производи АТС Груп, сместена во индустриската зона Визбегово кај Скопје. Станува збор за гринфилд инвестиција од 3 милиони евра, која за почеток вработува 80 луѓе. Газдата кој долги години работел во странство решил бизнисот да го продолжи дома. Рече дека вложува во современи машини за автоматско производство, кој ќе гарантира висок квалитет според НАТО стандардите. Во фабриката вложиме повеќе од 3 милиони евра и во реализација на Гринфилд инвестиција. Набавени се софистицирани машини од најновата генерација, кои се целосно автоматизирани и не дозволат никаква човечка грешка. Производите од оваа фабрика се извезуваат во Европа, Република Турција и Катар. Искрено се надевам дека и македонската армија и полиција во иднина ќе ги користи нашите производи. Новата фабрика се отвора во индустриската зона Визбегово. Тука со години екзистираат стотици компании кои вработуваат илјадници луѓе. Еден од клучните проблеми за сите за што се алармирани с годините секако е слабата инфраструктура. Стопанствениците повеќе пати алармираа за лошите патишта. До зоната има пат кој е стар со децении и полн со дупки. Инаку властите само ветуваат, но никако не ги засукале ракавите да го решат проблемот. Дали ќе поработите на инфраструктурата бидејќи компаниите имаат потешкоти околу доаѓањето? Секогаш со инфраструктурата прво ја решавате подземната инфраструктура и продолжуваме со патишта, тротоари, уличното осветлување таму каде што го нема, затоа што и преку коморите и со деловните луѓе ние зедовме обврска, која што е веќе практично реализирана. Тоа целото треба да биде по пријатни услови за тие фабрики што работат веќе овде во Визбегово. Колку за бизнисот е важна инфраструктурата покажува и последната анализа на Европската комисија. Во неа се предвидува дека земјата во наредниот период може да реализира повисок економски раст, но исто така и се предвидува дека инвестициите може да бидат доведени во прашање и тоа поради слабата имплементација на планираните инфраструктурни проекти.